И сето тоа е една стихијна работа. Тоа е една стихијна работа за поддршка на мрежата на злото. Гледате, од нив го губиме мирот. Од нив ја губиме хармонијата. Од нив си ги вадиме очите едни помеѓу други, затоа што нив ги поддржуваме, ама како ги поддржуваме? Не само преку властите. Грото на луѓе не се ни свесни дека кога гласаат, не гласаат самите, туку гласаат таа темна сила што тлее во нив. Не, мислам, не. Навистина, после сите овие животни искуства на овој народ, јас искрено се израдував кога видов дека 50% не излегле и тука сватив дека луѓево стварно некаде им кликнало дека не се глупави и дека нема да паднат во ова матна игра и повторно да гласаат за едни исти, ама ги имаме 50% кои што гласаат за политичка партија во која што има масовно зло. И тоа ни кажува дека 50% од тие гласачи се навистина наклонети на таа темна сила. Тие не се ни свесни, они со нивната свесност се велат сега овие кои ќе дојдат ќе ни донесат некоја побава иднина, дека ќе донесат подобар живот, ќе направат промена, пајде да ги смениме овие, бидејќи овие другиве ни го променија името, ни направија и не сваќа дека со години и години се врти едната иста психолошка приказна, не само на кражба на пари, туку на наметнување на вредности, на материјализам и на погрешен стил на живење и на скап живот, не само на скап живот, туку и услугите кои што ги даваме и како данок и како такса и како не знам документи кога плаќаме. Тоа се пари кои што не се реални, кои што фактички луѓето кои што стојат на чело на државата ги воведуваат и ги прават законите и околностите да човекот го краде. Значи, тоа и во Библијата вели, окей, треба да се плаќа данок, царина и така натаму, но тоа да биде минимална сума. Да платам, документ за да ми се извади лична карта, за услугата и за печатењето, ама тоа да биде едноставна мала сума, а не кражба. Тука е моментот кој што државата прави кражба кај луѓето. Им прави кражба затоа што луѓето не се свесни дека го поддржуваат злото. И со нивните избори, што гласам, и со нивното секојдневно живење, бидејќи моралот етиката доаѓа од срцето. Доаѓа од свеста, вредноста, кои се моите вредности, што поддржувам, што восприемам, со што се хранам, што ширам на другите. Тоа го живеам, а врз основа на тие избори јас одбирам. Како велат, секој човек го има црниот и белиот волк на себе. Значи, што ќе одберам јас, кого ќе го хранам, тој ќе ме води. Гледате, ако јас ги живеам божествените вредности, мене Бога ќе ми го води животот. Мене ќе ме води кон избори, кон идеи, јас сепак ќе имам слободната волја да одберам, но духот ќе ми биде прочистен. Врз основа на чистиот светол дух, со помошта на Бога кој што многу добро знае што е најдобро за нас, ќе умеам да ги направам правилните вистински избори кои што ќе ме водат кон што? Кон по-добар, поквалитетен и духовен живот, но и општествен живот. Ама ако не го правам тоа, ако не го живеам духот, ако ги одбирам лошите вредности, ако гласам слепо гласам и верувам со илузии дека некој човек ќе дојде и сега ќе попре државата, не сваќајќи дека јас сум во една буквално заблуда. Сега јас би рекла тука и една тешка глупоча во себе. Треба да се биде малце ирационален и само критичен, да не бидам игнорантен на тоа дека живеам живот исполнет со илузии, меѓутоа, за да може да се дојде до таа една самокритичност и самообјективност, сепак треба секој индивидуа да поработи малку на себе. Кога работам на себе и кога читам и кога дозволувам на себе да најдам време и да се приспитам во себе, рационално да ги погледам нештата. Тоа е најголемиот проблем на човештвото, што рационално не размислува сам со себе да види па дали е ова човече нормално? Дали е ова добро?
дали ова мене ми носи некоја среќа, меѓутоа луѓето него, јас разбирам, него не може да го видат тоа, затоа што целосно се изгубени во овој вртлок на брз начин на живење кој што ги голта. И не можеш да најдеш едноставно мир сам со себе за да можеш да преиспиташ дали ова нешто е добро или не, за да си ги видиш илузиите дека некаде навистина грешиш. Туку слепо, поготово оние што слепо веруваат, што слепо величат, што поддржуваат и со музика, и со славење, и со алкохол, и со се е тоа масло на една темна сила која што човекот заради преголемото фокусирање на општествениот секојдневен живот и своите проблеми и премногу ориентирано живење на само мене да ми биде удобно, тука доаѓаме до проблем, затоа што се губи таа самосвесност и рационално интелектуално наблюдување на нештата, кои што ќе му помогнат на човекот да види дека некаде и некој дебело го лажи и манипулира, но од друга страна да види дека и он си има сам со себе темни страни, би рекла, кои што сериозно го влечат кон и тешки судбински околности, но и поддржување на таа темна сила, која што ќе го натера утре повторно да направи лоши избори и потоа ќе видиме судбини кои што се навистина многу тешки и искушувачки, кои што луѓето не можат да излезат од нив или им се проблематични и врз основа на нив стануваат уште полоши во целата таа игра, наместо да го отплатат гревот, темнината која што си ја одбирале врз основа на моменталната судбина, значи да се прочистам себе си низ овие тешки, да кажеме, судбински пребрежја, јас дополнително станувам уште полош и се вовлекувам уште повеќе во калта, од која што еден ден ќе резултира за жал или со сериозна болест, или со несреќа,